Почитувани граѓани, почитувани медиуми, ДПМН за техничката влада понуди слаби и нестручни кадри. Дел од предложените кандидати за во техничката влада се лични пријатели на Христијан Мицкоски, дел се поранешни функционери во град Скопје, а дел се кадри од времето на Груевски. И ниту еден од нив нема некаков резултат. Напротив, Ѓоко Велковски е председател на Општинскиот комитет на ДПМН во Чаир и советник во општината. Беше назначен за генерален секретар на град Скопје, а потоа и разрешен. Стефан Андоновски исто така советник во Советот на град Скопје. Хаосот што се случува во Скопје најавува што може да се очекува од ваквите кадри на Мицкоски во техничката влада. Елена Петрова е вработена во УЈАП, позната е меѓу колегите по тоа што додека била на раководно место, се вработила во УЈАП и нејзината сестра. Панче Тошковски е личен пријател на Мицкоски, негов долгогодишен соработник. Во отсуство на професионален кадар, која познава работата на МВР, очигледно личните релации се единствен критериум за неговиот избор. Цветан Трипуновски е олицетворение на режимската мадрица на ДПМН и доказ дека во оваа партија ништо не се менува. Трипуновски како кадар на Груевски ги поддржуваше погубните политики на ДПМН во земјоделството. Беше организатор на лажните протести, а има и кривична пријава за злоупотреба на службена положба. Почитувани граѓани, заклучокот е едноставен. ДПМН нема никаква програмска понуда, а сега уште еднаш потврди дека нема ниту кадровски потенцијал. Бидејќи Мицкоски најави вчера дека работата на техничката влада планира да биде хорор, му порачуваме. Неговиот обид за хорор ќе биде поразен на 8 мај, заедно со граѓаните ќе го поразиме целиот хорор на ДПМН. Ви благодарам.